Благодарам. Моето процедурално се однесува на водењето на оваа комисија од страна на претседателката на комисијата, која што очигледно дека денес не е вашиот ден. Нешто, не знам што се случува со вас, но очигледно дека не е ваш ден и очигледно дека сакате да ја замолчите опозицијата, да не може да зборува. Истото се случуваше и претходно на Комисијата за европски прашања, истото се случува и сега. Ќе ве молам да ми дозволите да воспоставите ред во салата, за да можам да кажам тоа што сакам да го кажам. Кога ќе воспоставите тука услови за да може да мерите кој колку зборува од опозицијата, тогаш ќе го практикувате членот од деловникот. До тогаш, мојот часовник кажува дека зборувал колегата Велјановски 8 минути. Така да, ако ние се водиме од тоа кој колку ја гледа стоперицата на својот мобилен телефон, не се тие услови во кои што ние треба да работиме. Кога ќе поставите тука бројчаник, тогаш ќе може да се повикувате на тој член. Не може да се однесувате вие како во Северна Кореја, каде што никој не смее ништо да зборува, и покрај тоа што го донесовте името Северна, сега ни го носите и системот од Северна Кореја, каде што никој нема право да зборува. Ако мислите дека така ќе се однесувате, сте погрешиле, почитувана претседателке, и би ве замолил во понатака да овозможите на сите пратеници, вклучувајќи и на опозицијата, затоа што вие сте претседател на сите тука, не сте само на колегите од владачкото мнозинство, вие сте претседател на сите што се во комисијата и треба да овозможите услови да го кажеме нашето мислење, она што треба да го кажеме за подобрување на условите на законите кои што треба да се донесат, а сите влијаат на животот и на сите граѓани во Република Македонија. Ви благодарам.